Денес оризопроизводителите излегува на уште еден предупредувачки протест со истите барања од претходните протести, но слух за нив нема никој. Субвенции ќе бидат исплатени на време, дека дополнителни субвенции ќе има, од ето тоа само празна лага и ништо друго. Бара производна цена. Институтот во Скопје направи производна цена од 27 денари. За жал, оризот се откупува сега од 22 до 24. Ние без 40-45 динара производство не може бидете оризор, немате се. Ке исчезне како и сите култури, како шикерната репа, како афионо и други ред култури. Овој протест не е последен, па доколку не се слушне гласот на оризопроизводителите се најавуваат многу помасивни протести. Овој протест сега што е рековме предупредувачки е не оној протест што го најавивме голем протест каде што ќе ги држиме и двете ленти затворени, сепак сакаме да биде добронамерно за да најдеме заедничко разбирање. Кога ќе се организира оној генерален протест голем, тогаш ќе бидат блокирани и двете ленти, ќе бидат блокирани и останатите периоди према овој дел. Меѓутоа сега кажавме не сакаме да ги блокираме, сакаме да најдеме заедничко разбирање. Оризопроизводителите подршка добија и од земјоделци од цела Македонија, затоа што според нив проблемите на земјоделците секаде се исти. Денес каде дојдовме да му дајме морална подршка на останатите земјоделци. Сите добро знаеме дека ситуацијата во земјоделието е катастрофална. И нас, земјоделците, не останува ништо друго, туку едноставно да почнеме да поорганизирано да делуваме. Доаѓам со цел да дадам поддршка како индивидуален земјоделец, значи да дадам поддршка на оризопроизводителите со оглед дека сите ние ја носиме истата судбина. Земјоделците имаме истата судбина. На ова подневе. Со целосна подршка на земјоделците се и од синдикатот. Тие најавуваат и генерален штрајк доколку ситуацијата во земјоделието не се подобри. Значи ние имавме консултации со здруженија низ цела Република Македонија и доколку не се најде начин да бидат надминати најголем дел од проблемите, наскоро ќе бидеме сведоци на еден генерален штрајк на земјоделците во Македонија. Пример за тоа дека земјоделието во Македонија полека но сигурно изумира е Венцо Стојанов, кој вели дека неговиот син не сака да работи земјоделие и својата иднина ја гледа во странство. На ваков начин, со ваков период што има државата спрема нас, верувам дека крајно време дека нема да можеме да обстанеме и дека најверојатно овој сеќа ќе остане пустош и нема кој да го работи. Пошто младите веќе не се заинтересирани, јас имам син, вика тато, што да работам кога нема фајда, вика, зашто да работам, вика. И сите бегат по страна